испукал со пиштол, се заканувал на сопругата и физички ја нападнал ќерката. 55 годишен скопјанец се уапсен синоќа поради насилно однесување во домот во Скопска Киселавода. Според информации од полицијата, првиот напад кој не бил пријавен од жртвите се случил на 1 март, кога осомничениот нишанел кон сопругата, а потоа испукал куршум кој завршил во прозорецот. Насилството го продолжил врз трите полнолетни ќерки. Им се заканувал, а потоа физички ја нападнал 24 годишната девојка. Насилното однесување на мажот се повторило и синоќа после 22 часот. Повторно вперил пиштол кон сопругата, но ќерките го спречиле да го повлече шкрапалото. Случајот бил пријавен во полиција, па брзо после полноќ приведен е 55 годишникот. Битно е дека во конкретната ситуација за среќа немаме смртни последици. Потенцијалниот насилник е, така да го кажеме, пошто нели се уште сме во фаза на истрага, е задржан во рамки на полициска станица и за истиот, согласно оние информации кои што ќе имам, ќе биде процесуирана итна постапка за негово спроведување во рамки на судските постапки понатаму. Вчера рано наутро полицијата привела уште еден маж кој бил пријавен за насилство во домот. 54 годишен жител на Сарај, пијан, физички ја нападнал 15 годишната ќерка. Тепањето на девојчето го спречило нејзиниот брат, а случајот бил пријавен во полиција. Информиран бил и надлежен јавен обвинител. Вчера полицијата уапсила уште еден 25 годишен насилник кој 10 дена држал затворена 22 годишна девојка во својот дом. Според пријавата на 23 февруари девојката била тепана, силувана и бил одземен телефонот и останала заклучена до завчера кога успеала да се јави кај својата мајка, па таа го пријавила насилството во полиција. Неделава министерот Тошковски им најави на полициските службеници дека со измените на кривичниот законник, гонењето на насилникот може да го продолжат дури и ако жртвата ја повлече пријавата. Мора да сите имаат предвид дека жртвите се под притисок на насилниците, дека истите можат да сменат изјава, дека истите можат да се повлечат, но работата на полициските службеници не треба да заврши тука. Треба да направат проценка на ризик, треба да превземат соодветни чекори во рамки на утврдена процедура, треба да се обратат до инспектори кои што се посебно обучени во делот на семејно насилство. Според податоците на полицијата, лани се регистрирани близу 5.500 поплаки за семејно насилство, или во просек по 15 дневно. Зоран Јаневски, Сител телевизија.